Комичен Мегахерц. Зашто се секогаш во живо Комичен Мегахерц на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот 0,0 на 28-ми 10 светскиот ден на сликите од свадба гушнати во пар. И светскиот ден на лепилото денеска, што значи дека Ако консумирате лепак и играте на свадба, тоа е фантастично. Што значи дека сте црни. 28 октомври 301-иот ден во оваа година, тоест 302-иот во оваа престапна година според Грегоријанскиот календар ви остануваат уште 64 дена да одлучите каде ќе ја славите вашата нова година. Поздрав до сите девојки што носат жолта марама. Денеска е исто денот кога се препознаваат жолти марами. и се среќаваат на одредено место луѓето со жолти марами. Не знаеме сега денеска каде ми е местото, но можете да проверите на Facebook, само куцајте жолта марама. Жолта марама и ќе видите кој носи и каде. Тоа има една апликација се вика Жолта марама. Укуцајте ја внатре се ставаат вашите лични информации и можете да најдете вашата сродна душа. Да, описот на марамата мора секогаш да биде во преден план, дали е што материјал е марамата и така се препознати се двоите на класи како луѓе. Иначе 1837 година на денешен ден е роден Токујава Јошинопу, јапанскиот шогун. Шогун. Инаку ова ме подсети на нашиот колега Илија Илиевски, Шогун. Шогун, да, што беше ликот во една од представите кои што никогаш не се остварија. Инаку, дами и господа, денеска во нашето студио, како по обичај, имаме двајца гости, а не еден, затоа што тие се двајцата нераскинлива врска на еден театар кој што се уште е во подем. Ќе ви ги Чекај, 17 години славиме, како Добро е, чека, значи нашите гости не можат да дочекаат да влезат во нашето студио, но како по обичај јас сега морам да го прочитам прво репертоарот на нашиот театар, па дури потоа ќе ги најавиме нашите гости. Значи, вечерва 28.10, дами и господа, е представата Le Prénom или име во режија на Нени Дел Местре. На 30 е представата Стюардеси во режија на Синиша Евтимов. И тоа е тоа, следниот репертоар ќе ви го прочитаме следната недела, дами и господа. Па толку, да. Инаку во петок морам да ви кажам дека емисијава нема да оди во живо, ќе се снима, затоа што ние заминуваме на нашето грандиозно гостување во Белиот град, градот Белград. Така, сега Жарко, дали имаме ќе одиме со музика, реклами и после да си ја тераме цела емисија со гостите, може така најбо. Така е, да ние да ги припремиме нашите гости, да им ги кажеме прашањата, ви останете со нас и уживајте во музиката. Избор на Атанас. Комичен Мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Маноци го слушаме на 99,3. И? Чекај малце да завозиме, само ова е нешто гениално. Знаете зашо прамуваме? Па во живо одиме, Жарко! Се вративме, па добро, па така е, па најавиме режија. Добро е, вау, не местато од режија. Знаете шо прамуваме, не знаете шо прамуваме. Изненадување. Че победа. Че победа, док се сака Ајде да да ги победа. најавиме. Значи вака. Ќе го читаш првото или да ги најавиме? Полека, не, тоа ќе го читам после. Дами и господа. Ајде, најави го Дај ми фон. Кој евро? Фон како Навикнати сте на приватни, тоа е страшна работа. Ние од есра, да. Дај ми нешто, дај ми. Дами и господа, денеска во нашето студио ги имаме двајцата млади актери кои што се малце во години и се во подем. Едниот од нив е од Скопје, другиот од нив е од Прилеп. Тоа се нашите двајца, мои лично добри другари на Атанас. Тоа се Димитрија Доксевски и Александар Степанулевски. Бидеш гласен или како се гласни од комедија? Не, жака не покрива таман. Чекај, Димитрија, сега мислев дека Доксе ти е името. Да. Да, Доксе до мутара се викаше. Двајца прилепчени на двајца скопјани. Дали ова Да, добро најава кажа, двајца прилепчени. на двајца скопјани? Не кажа добро. Таму пред се кажа. Дали е во најава се на стомак, бе. дербито? Дали е во најава дербито Вардар победа на 30 што ќе се случува во Скопје? Какво дерби, бе? Сете, моите молам. Па добро се повратници се во повратници. Ама имате повратници. Далеко од дерби. Немаме повратници. Една забава и на лесен тренинг на Вардар. Да, така, реално. Малце да Значи победа се нафати да биде, да, како се кажува тоа, како се вика, пријателски настроен за тренингот на Вардар на 30, што ќе биде. Ви благодариме многу за тоа. Малци третиот тим да излезе да потрча. Да ги видиме и резервите на Вардар. Да видиме што знаат младинците, новите деца на Вардар. Дали се согласувате со
Браво, дечки, да, на 31 ќе дискутираме да видиме што ќе биде. Се заблагодарам за учеството тука Чекай да завршиме во емисија. вашата емисија Радио Драмски. Ова. Многу ми е Да, тоа е една емисија која што за жал веќе ја нема на Драмски е репертоарот во на историјата. РСМ. Како Да. се викаше ваша емисија? Драмскиот е во Комичен историјата мега? комичен Знаеш мегахерц. како се вика трагичен гига. Трагичен гига. ова сега Трагичен гига. гига. Власник гледа од комедија. А ние вакви депресија. Па да, затоа Драмски театар. Тоа Така да најверојатно денешна ја емисија може да презентирате биде атмосферата. комичен мегахерц. Да, да, да. Дали видов? Не видов затоа што кога збори Не, сам ќе си го земам ја. Земе си го Ацо. Добро Слабса е. дикција, ништо. Значи, добар ден дечки, добро Добар ден, дојдовте во добар нашето ден. студио. И добре, ми го збориш уште од Сарајево. Во студиото на да, па, У студио ова- Радио Слободна Македонија. Не. Добродошли. Добро нашли. Как се осеќате? Одлично. А нас јасио? Е, О, опа, тука имаме опа. гости, од каде бе? Од Кореја. Од Кореја, насесео. Јестин мало насео. Опа. Опа, насео. Идемо. Не знаете нас, не знаат ни гледачите. Да, 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 ама не тоа слушателите. се интерни шеги, Да. но се надевам дека Ама звучиме треба да ги забавно. прекинеме. Не, само да запознаеме публиката, овие тројца што ќе ги видите, Жарко, Ацо и Димитрија. И овој. Доксевски и Мајмуни. И Мајмунот, да, Мајмуните а иначе- беа заедно на гостување и турнеја на Драмскиот театар што беше со представата Генетика на кучињата, така Жарко? Да, затоа што Драмскиот театар не можеше сам ме викна мене како од комедија да им правам малку забава. Така, док нас се двајца јато да ги зедам. Запопад. Како забава. Да. Извинувам. Кажете ми, Имаме некои интерни шеги од гостувањето. Мислам дека сега да почнеме да објаснуваме, ќе помине многу време, така да ќе прекинеме со тие шеги. Инаку гостите се запрашаа зошто јас ја водам оваа емисија со научари, јас морам да појаснам како за сите слушатели што веќе знаат, така и за нашите гости од Блесокот ми е многу як од Каршија, јас морам да водам со научари. Денеска се малку за облачно време, но сепак мислам дека бркаат работа. Подобро, браво. За да не ме фати слепило. добро, јас сакам да поставам едно прашање, да почнеме со Ајде. така со интересниот дел. Еве многу ме интересира кога би правеле И нас избор, интересира. да, меѓу Синди Крафорд и Моника Белучи. Што би бил твојот прв избор, Димитрија Доксевски, а потоа ќе одговори и Јацо на истото прашање. Моника. 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 Ја мислев пофина Костурица ќе кажеш. звучи. Не, тоа го оставам за други. Жарко? Моника. Ацо? Моника. Ата? Епа види, Синди. он намерно овако. Ама нас не е проверено Така, тројка да, комбинацијата, да. мораше да излезе. Па да ти остане затоа што после нас тројцата Моника и ти ќе си ја земе Синди. Сидни или како иде? После вас Моника не е Моника. Од тоа Моника, После нас Моника, више хармоника. не бидува. Хармоника. Добре. Значи, Доксевски. Добар ден, Доксевски. Колку долго си во Драмскиот театар? Па мислам дека 3 години. 3 години? Да. Вау. Ацо? Да, официјално толку. А двајцата сте 3 Двајцата во години? исто време влеговме Да, со сега представата двајцата сме Ждрело, заедно. да. А вие двајцата сте Браќа сме, дојдени по браќа пат сме. по пат на трансфер, Браќа така? по- Ацо си дојден од Прилеп, док се си дојден од Куманово. Да. Ток се Скопјанец. Да. Од Добро. Куманово. Ева замисли се кај заминал. Не, Така, ајде, Пола пат. чекај, Види, јас сум на пола пат. Објасни што се случи, како дојдовте, зошто дојдовте, што, како, зашто, што сега? На покана на директорот. На покана на директорот додов. и остана. Снима бензин за Куманови и рекоа, ајде, сега пошто немаш пешки да трчаш до таму, дојди и вика тука да те спастриме да се снајдеш. И како е сега атмосферата во Драмски? Одлично работите? Работиме. Па да. Во моментов имате колку живи представи на репертоар? Не знам во кои што играте вие. Па не, имаме нели представи што се мртви. Па има. Активни имаме Активни? многу, а живи малку. Добро, смислено, вчера игравте представата Кристофер Колумбо. Колумбо, да, тоа И е нова 20 играте во таа представа, јас Да. се извинувам, не сум ја гледал, не можам Ние да година коментирам. дена играме заедно секаде, така да што и да поставиш секој прашање ќе ти биде одговорено да заедно. сме. Док се не одговара да го допијам кафе. А, значи идете на истата варијанта како театар комедија што направи со двајцата. Па не. Не. Да, со двајцата, да, тоа е сега. Случајно така излезе. Тоа е проверена шема. И скоро не скоро него во сите представи така во подела сме двајцата, работиме скоро година дена без престан. Така се погодија и се гледаме и навечер. Ама тоа е тоа, театарот вечер се гледате. Аха. Повеќе ја се го гледам отколку дома фамилијата, ама тоа е што да. Така Па е. сега така ти се Се падна. надевам на посветли денови. Док се ти си роден далечната 1983 година. Е, да. Како е тоа да се биде над 30 Мато. години? Како е тоа неозбилно 33 години? Супер. Да, не се осеќаш старо. Вчера случајно нешто на радио слушав у кола, вика после 33-та вика најубав период почиња за човек. А добро, тие се тие И баба ми сега за вчера рече после 75-та.
Стимулирачки муавет. Да, стимулирачки муавет. Ацо, како е ти, док се вика дека те гледа секоја вечер, ти задоволен си со тој избор? Што ме гледа? Не, тој што Поглед на Доксе. Дали си задоволен со погледот на Доксе? Супер. Добар поглед има. Добри очиња. Очите се најбав дел на него. Очиња. Јас кога ја гледав Колумбо, Доксе се појави во едно многу спектакуларно издание, немаше ни едно влакно на главата, значи немаше ни веги, немаше ни веги, ни клепки, ни коса, ни брада. Болим биш. Ништо немаше. Ништо. Што беше поводот на тоа, Доксе? Тој период снимав еден краток филм. Добро? За потребите на филмот требаше да направам целосно бричење и депилација, да немам нигде влакна. На цело тело или само на главата? Тоа нека остане се вака, нека лебди во воздухот. Аха, добро, добро. Сепак е на Ти си ја 30 видел години, два филма? мора да биде Да, мистериозен. Да. Мистериозно. Мистериозниот 30 годишник. Така да тој период се погоди и представата Колумбо и ти си ја фатил да ја гледаш. Премиерата сум ја фатил да ја гледам, да? Ја гледав? Да. И така. Тоа беше едно клопување на Добро, А што ти си имаш депилирано до сега за потребите на представите на филм? Да. Ама не на глава и на веќе. На тело. Кај мене тоа голем зафат. Да, кај тебе тоа голем зафар. Точно. Али да. Инаку Доксе, значи ти ги сними сите долгометражни, се префрли на краткометражни. Значи отворам на има Ништо не остана. Отворим Изгледа на дека поише пари има таму и оп, ама уствари Интернет Movie датабейзот е доста полн со името Димитрија Доксевски, затоа што ти си еден од ретките кои што имаат над 10 филма снимено овде. А не, реално он има тука снимано филм колку ништо ќе снимаме за цела кариера. Па да, од сега. најверојатно. Па еве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и уште 5 што знам дека... Имам прашање, како е да се биде најекспониран филмски актер во Македонија? Ајде, пуцај. И второ прашање, што им правите на парите? битолчани викаат бо Бате го здрви. Како е да се работи со Сергеј Трифуновиќ? Супер, интересно, он е доста занимив човек, добар актер. Леле, да, ова морам да го споделам, значи со сите наши слушатели. Сергеј Трифуновиќ има брат. Бане Трифуновиќ, не знам дали знаете. И Бане Трифуновиќ исто глумец има Белград, го викаат кинески Сергеј. Епа не работа на време. Идеме, јас сум Брзи, а вие слушате Комичен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Секогаш ми доаѓа да кажам ретко те гледам со девојки, инаку ова е ликот од представата Вардарски пастови, а за сите љубителки на представата можете да резервирате билети. Представата е на 7 следниот месец, 7 ноември е Вардарски пастови. Значи, ајде и тоа малку да го прочитаме. 2-11 среда, нешто пропуштаме, 4-11 петок Лиси стратато. Ево, Белград 6-11 недела, приказните на заборавените предци, Народен театар Слојштица и 7-11 понеделник представата Вардарски пастови, 7-11 понеделник представата Вардарски пастови, 7-11 понеделник представата Вардарски пастови. Добро, премногу информации за представата Вардарски пастови. Се враќаме во живо со нашите гости Александар Степанулевски и Димитрија Доксевски. Доксе. Ацо и Доксе. Значи за Сергеј, така? Да, требаше да продолжиме за кинескиот Значи, Сергеј. види, брат му на Сергеј нема одработено кој што треба во животот. Ја, например, кога бев на ФДО, и еднаш дојде брат ми со мене, у двор, пред ФДО. И искаче стрелката моја сегашна професорка Зоја Бузелковска и вика, абе, кој е века дечко? И ја осетив дека тука има материјал нешто. Викам, па, брат ми, колку години има? Толку и толку, втора средно. А и таман, значи он ќе дојде да се запише на глума. И ја, у тој момент, ред алерт. Црвено светло, викам, чекај. Доста сте ми вие. Се уште со брат да се тепам цел живот. Не, пријателе, од тој момент, секој домашен ручек. Јас само против глума. Глупости. Шта глума, глумец, катастроф. А знаеш колку е добро да си снимаш филмови? Пошто брат ми уште од мал почна така да си фотографира, да снима. Викам, тоа например, тоа е супер работа. Си снимаш, имаш занат, ќе си фатиш со раце, ќе си работиш. Викам, глума бата, 2 години, константно. И го И успеа да, успеав да го разумем. И затоа сега еден од најдобрите сниматели Наум Доксевски во државата. поздрав. Може да го Така е, поздрави. поздрав Ето толку до одма. Наумче. Поздрав, ајде. Да, добро, ајде, добро е за брат. ти Колку му платите за да се рекламира Доксевски да ги рекламира ја? затоа Ајде, доста, си го зедов. Така. инаку Ацо со кого заврши ти во класа? Со многу славни фаци. Па, Боце ми е срце. Боце е Дарија. гостинот од минатата емисија или Минатата Кибо? емисија. Боце, уште не да, знам, да. гостинот минатата Кибо. емисија. Дарија, Владко Илиевски, кој други бе? Нина. Дејан. Нина Дејан, Нина. Никола Настоски, Ефтим Трајчов.
И само што ги кажа луѓето, јас ја гледам вашата дипломски, морам да кажам дека уште една од најдобрите дипломски што е направена на ФДО. Мислам да се Апсолутно согласуваме, така. Гнев представата, таму ти играше главната улога. Не ми текно како ти се викаше ликот. Чарли Декер. Чарли Декер, извини, стварно нама добро името си име. Таму Ацо беше брилијантен там за мене. Во представете што сум те гледал едно од Сега за мене, најдобрите. седи Да, сега док се чека, ма. Една од најдобрите улоги за дипломска, за дипломска. Ама може и Најдобрите. Да. Јас го потврдувам целото ова кажано Натана затоа што ја гледав представата и се уште сум под импресија од креацијата на Александар Степанулевски. До да станам. Не, седи. Док се кафе ми треба отучи. Ацо подоцна го играше и Калигула. Да, И ја освои наградата за најдобар актер на фестивалот Чернодрински. да. Добро, ви се Актер или млад фактите. актер? Млад актер. Млад актер, млад актер. Млад. Тоа е некоја грешка, Ацо тебе млад актер да ти дадат. Што те натера да дојдеш, мислам, види се глупо е прашање. Не. Што се случи, зашто ти дојде тука да бидеш професор на ФДО, мислам асистент на ФДО? Но тоа беше Факултет Со интенција за професор се надевам. Да, а тоа беше паралелно течеше со епилепски театар, мислам приказната. Така. Да, тоа само прво тргна како некаква приказна, после завлезе работата. Ти си сега асистент на Да. факултетот за драмски. И како имали нови кадри, Рамис? Има секогаш има нови кадри. Раби се алвест, како Има супер дечки, супер. Супер креативни, супер млади дечки, така што мислам дека имаме надеж сите ние. Значи за плаќање Да, врски ќе да. се вуа така и доксе ќе бара кај Ацо. Или Александар Степановски. И тоа ќе биде. Ништо на танка шица ме фаќате се. Како по обичај прашање за нашите гости. Слава плаќам ако сакам. Добре, ќе видам. Доколку би имал можност, Ацо, док се и ти памти за ова, кога би имал можност да снимаш секс сцена со некоја наша женска јавна личност, која би била таа? Ацо? Женска јавна личност. Да, или глумица, или пејачка, или јавна личност, или било што. Лила. Што ја викам, Лилаво е ова. Али лаво. Повели Ацо. Лилаво ми Ачо, ајде. Не знам, срам ми е. Слободно, ако не сакаш да одговориш, не можеш да одговориш. Нека одговори доксе. Док се одговори ти. Ово им е спрема за ужита штампа. За Одговори рекламирање. ти. Одговори. Па не, ја обично оставам режисерите да ги бираат моите партнери, така да не сум од тие актери што сака се сам да си бира. Добро, Симо, дипломатија тука, нешто. Дипломатија па мора се, не Пример, затоа не знаеме дека би снимил со Лила Филиповска, тоа е. Кој е тоа си шпекулација? И ја, Браво. ја. И Јацо? И Јацо, добре. Ти док се со Драган... Овој како се викаше Драгана Мирковиќ. Чекај, а ова Лила беше јавна личност? Мисля дека е тајна личност. Ама не, јас за бојата Лилаво реков, Јавна јас личност не на знам. тајните служби. Така? Добре, Специјална јавна личност. Толку емисијата ни завршила, ова беше последна емисија, дами и господа, ви благодариме што бевте со нас. Што играте вечер на репертоарот на Драмскиот театар? Танго. Танго. Ти док се. Да, исто заедно играме танго. Заедно играте? Да. Вау. Танго си Мислам, игра во играте пар. приватно или во представа? Приватно представа. Приватно. Не, навистина, што е на репертоарот? Буре Барут. Исто така нова свежа представа. Кои ликови ги играте во Буребарот? Борис и Чирил. Кирил и Борис. Кирил и Борис. Да. Кирца беше... Во Бродот, Америка, тоа и што во е. Америка. Добро. А, човекот што се самоубива со шише. Тоа беше сцената, нели? Да. Да. Ама ние не се убиваме со шише од Сега се не се, да, не се убивам со шиша или Али добро. навистина играме едно лавли танго, Аргентино, така што Абе, јас да ви кажам на почеток, секоја вечер сме заедно, така да доволен тој муабет, не треба повеќе се разборим. Добро, во ред. Завршивме со танго до сега. Добро, а Ќе видиме. сцената во затворот. Кој е топук? Рубец. Рубенс, да. Рубенс Муратовски. Исто глумик во нашата представа, господарот на кукавицата. Ацо, дали би сакал да откриеш нешто околу маичката што ја носиш? Освен тоа што е мајмун за поддршка на мене и на тебе. Трето мајмунче не го приказнава. Ова е најновиот филм што снимаше Владимир Блажевски, јас снимав во тој филм, се вика Слобода или смрт или година на мајмунот и се надевам дека ќе излезе што поскоро. Треба во пролет, мислам дека е постпродукција, во монтажа, така што со нетрпение го очекувам. Има најави за одличен филм. Тоа е исто комедија и тоа го најавуваат како една Црна комедија, да. Да, добрата комедија што ќе се случи до сега во... Сценариото е одлично, процесот течеше совршено, внатре имаше супер атмосфера, колеги, актери, снимачка работна атмосфера, така што се надевам дека ќе биде супер нов филм. Во филмот мал тизер се појавува мајмун. Да. Тоест акробат во костим на мајмун кој што костимот е донесен од не знам каде и не знам И колку пари актерот кошта е англиски актер, Така? кој што работи да па и го знаеме, мислам, од некои филмови, меѓутоа генерално игра во костим, професионалец. Така? Така што и костимот е професионалец со сите
технички спреми што се потребни за тоа, така што треба да биде баш real monkey. За луѓе што го виделе снимањето кажаа дека имаше спекулации дека горила се шета низ Скопје, дека е многу страшно, но испадна дека тоа било од филмот. Се надеваме дека ќе го видиме во најскоро време. Ќе видиме таа комедија и ќе видиме нашата комедија која што долго ја очекуваме, нешто пукна, се пука. Нешто Тој ми го пукна зема, ја му луѓе. го давам. Да, цело време си имаат нати го, дај ми го повеќе, нати го отколку, дај ми го. Колега како колега секогаш мора да се најде. Мора да ускочи. Така, док се кажи ми од кога почнам да одиш во теретана, дали нешто се промени во твојот начин на глум? Ти ми немаш кажано? Слушај, дај ти почни со прашање како Нацо, а малце жаре да ме фати мене, брат. Како Не, ни се така е прашања, поделено, абе, скопска не. линија. Добро, Извини. скопска, ама ме напна ептен. Не, на вистина, дали се промени нешто во твојот Ете, живот? стероидите сепак ги прават луѓето напнати. Тоа ми беше така е, поентата. така е. Не конзумирате стероиди, еве, директорката на нашата Да, радио. здраво. Ја поздравувам директорката на нашето Здраво. радио, поздрав директорката. Абе, види, не се смени ништо, ама приметија некои луѓе околу мене, што се водат со мене во автомобил, во кола, дека кога активно вижбам, се појава мала агресија. Која што иначе не имам вака Приват. не, кога не вежбам. Така да најверојатно прави некоја промена, тоа темпо на вежбање. Ја не признам уште, ама ете, луѓето околу мене што ми се блиски вика дека имало некаква таква А чекај, промена. освен што не се промени ништо во твоето тело, дали се промени нешто? Регрес. Добро. Вака сега, дечки, јас би сакал да прочитам нешто кое што е објавено во учебниците за петто одделение по македонски јазик. Значи, не, алармантна е ситуацијата, дечки, јас апелирам со ова. Значи, вие ќе го слушнете, отворени сме за коментари, ова ќе трае не подолго од 3 минути. Значи, како е објаснето што е тоа пубертет во учебниците за петто одделение по македонски јазик, одиме вака, дечки. Ајде. Огнен од сите сладки најмногу ја сакаше тортата. Постојано сакаше мајка му да му прави торта. Кога беше помал на родендените што ги славеше, мајка му правеше торта и тогаш Огнен леташе од радост и постојано околу тортата се врткаше. Добро, продолжуваме. Да не сака да нешто да искоментирам околу тортата. Добро. Не знаеме од што е, ама не е Ке ви добро продолжуваме. Ако желе. За миг ќе го излапаше парчето што мајка му ќе му го одсечеше, а ги собираше и парчињата што ќе преостане од неговите другари. Значи за пубертет зборуваме, дечки. Одиме, кога порасна, кога заврши 8 одделение, мајка му престана да му го слави роденденот, а со тоа завршија и тортите. Огнен сега постојано ја прашуваше мајка му кога повторно ќе му прави торта, а таа му велеше кога ќе има повод. А кога ќе има повод ја прашуваше тој. Кога ќе ти дојде пубертетот, му одговараше таа. Огнен со нетрпеливост чекаше да му дојде пубертетот. Чекаше така со месеци и од време на време ја прашуваше мајка си: "Мамо, дојде ли пубертетот?" Таа го загледуваше и му викаше: "Не, уште не е дојден." И пак по извесно време нетрпеливо Огнен ќе ја прашаше: "Дали дојде пубертетот?" "Уште не," му велеше мајка му. "Уште малку." И така чекајќи го пубертетот, помина скоро цела година и најпоследен ден му рече: "Синко, денес ќе ти направам торта, ти дојде пубертетот." Огнен се развесели, но и љубопитно ја погледна мајка си. Имаше слушнато за тој збор, но не знаеше што всушност значи тоа и ја праша мајка си: "Мамо, што е тоа пубертет?" Таа се насмевна, го погали по главата и со прстот му го допре мозолчето што беше излезено на челото. "Ова е синко пубертет," му рече. "Еве, се јави." Огнен се зачуди. Стрчна на огледалото да си го види пубертетот, уште малку, дечки. Го пипкаше со прстот црвеното мозолче избиено на кожата како зрно леќа, како мала јаготка. Го пофаќаше и се повеќе се возбудуваше. Значи за петто одделение сме, дечки, по македонски. Го пофаќаше и се повеќе се возбудуваше. Седна на масата и јадеше лакомо од тортата. Јадеја и сите негови дома и го славеа пубертетот на Огнен. Откако се засити јадејќи од тортата, Огнен со возбуда истрча од дома и отиде да си ја побара својата сокласничка Мара, со која се дружеше и со која што шетаа по корзо. Ја најде и го покажа мозолчето на челото и рече: "Види, пубертет." Таа го погледна и се насмевна. "И јас го имам," му рече и му го покажа мозолчето на обравчето кое беше излезено како цветче. Последната реченица, дечки, пазете се. Си ги пипкаа со прстите. Си ги пофаќаа мозолчињата, се возбудуваа полека нежно како да пофаќаат нежни, што туку расцутени цветчиња. Значи, ако е за деца, не треба да звучи како да е напишано од дете, дечки. Дај лабајте со тортата, што е мислам муабетот. Ало. Ова е како гајтона, како си како прирачник, дека ако бидеш во сусрет со девојка, немој да фаќаш за мозолчето, фаќај за тортата. За тортата. Така, па да. Мислам, ја морам да кажам, вака мајка ми мене ме спреми во четврто одделение за пубертет. Добро. Да. Порано, Пошто јас на сум 30 постар, така, да. Брошурче едно плаво, во кое што се имаше, од гениталии до полови органи и пишува мастурбација за петто одделение натре. И од почеток до крај ти пишува дека ништо не е лошо. Да си уживаш.
Па што тоа како да вајда ви треба да се врати, а не ова, затоа што си го пофаќал мозолчето и се возбудува, ти што на крајот резултираше со бело. Баш ка Мислам, не ме заебавај, бе. Мозолче така прави. Јас сум крајно револтиран од Добро, тоа што го ке напишал тортата ова. сме, ке тортата. Протестирам. Па стварно, бе, што е ова? Док се ти кога го Веќе излезе, требаме луп. Значи готово, веќе требаме луп. кога излезе од пубертет? Не излезе. Имаш началото пубертет, еден гледам моментално Ја според имам ова. Ја од имам. тортата. Сега ќе правиме. Ај тортичката моја другалија. Сакаш да ми го покажеш пубертет? Значи, Еза. Док се како тебе ти беше објаснето што е тоа пубертет, како мал? не му објасни. Јас Брат ми кога дојде на фан, Ја го гледав брат ми иде како дојде во пубертет. читал брат ми на сајтови. гледал брат ми некој како ја. Не бе, исто си имаше во учебник. Си пишуваш и тогаш, само можеби не на овој начин. Немаше толку многу торта. Немаше торти, да, ама знам што Ти се си од сеќам тие дека југословенски да, генерации. си пишуваш исто. Така. Пубертет. Кажи ни за Не вака експлицитно може. другарството со Гораст. Раскажи ни нешто како сте другарство вие сте. куми е мене горе. Повеќе сте, да, Да. тоа е повеќе од другарство. Да. Толку е. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Жите. Жите. Еве, се вративме со 3131332. Тоа е бројот на нашето студио, нашата емисија 3131332. Значи денеска ќе се доделат два гратиси за вечерашната представа од Драмскиот театар. Да гледаат како играме танго јас и јас. Буре барут за Барут, тангото. Кој ќе се јави прв добива два гратиси за представата Буре барут за вечерва. Уште еднаш ќе повторам затоа што се јава моментов тие што возат рекоа чекај паркирам само да го пишам бројот 31332 и ќе добијат ексклузивна можност да поразговараат малку со нас. Инаку, на една жена и се потребни 5 секунди да одлучи дали ќе спие со тебе. Останатото е театар. Павло Ескобар го кажал ова и бил сосема во право. И бил уапсе. И бил така е, од жена. Инаку, дечки, крал на три само да вижаре. ве прашам, вие имавте ексклузивна можност да работите нешто што не е работено до сега кај нас, тоа беше представата Библијата. Да. Дали се игра се уште таа представа? Не, А не се игра? Не се игра, не. По барање на публиката не се игра или? Не, од технички причини. А, од технички Строго причини. технички Да. причини. Тоа Беше нема голема представа да. и не можеше да се... Имаше многу гости и не може да се координира целата. На сцена беве повеќе од 30 актери. Дали извинете терете си. Дали имаме слушател? Да цитираме ние може да се 3131332, значи Телефонот е зафатен затоа што нашите технички служби изборат. си изборат на телефон. Значи 3131332 кој ќе се јави ќе си добие за вечерва два билети за представата Буре барут, а утре са бајле во Драмскиот театар. Имаме слушател се јави. Само момент да ги став слушалките. Слушател. И сега ќе видиме. Ало? Ало, да, добар ден. Здраво. Во програма сте повелете. Маријан од Скопје. Здраво Маријан. Дали се гледал представата Буре барут во Драмскиот театар? Не сум, не. Па еве вечерва ќе имаш приликата да ги гледаш Александар Степанулевски и Димитрија Доксевски како играат танго. Се надам дека ќе уживаш. Билетите само стави го твоето презиме Во режија после и јавувањето. ти ќе добиеш билети на билетарата И уживај си. на Драмски. Да, благодарам. Поздрав. Така. Поздрав. А инаку ексклузивно е денеска ќе дадеме можност кој Све сака да ексклузивно кој сака да се јави во нашето студио и чисто онака да си поразговара со нас или со нашите гости, нека се јави во наредните 5 минути на бројот 3131332. Ама кажи дека нема да има билети, нема како. Не, онака чисто за да си поразговара. не Ќе најдеме уште. 3131332. Нашите оператори го очекуваат вашиот повик. Доколку се јавите во наредните 5 минути, ќе добиете ексклузивен разговор со нашите гости. Театар комедија Само треба дајте слушалици. кредит да дигне за да ги платиме картите во Драмски. Нема така. извинете. Ќе може да... Ние сме богати. Сакаш ја да нас Да повеќе? ве прашам што наредно ќе се работи и дали Слободно. идниот директор на Драмскиот театар Александар Степанулевски. Многу работи. Не, А вие бевте, да, дечки, како тоа ќе го заборавам, се извинувам на мојата неучтивост. Драмски театар доби признание од председателот за посебни заслуги во културата. Така. Да. Како се чувствувате со таа заслуга? Орден за заслуги, да, за 70 години твое што прекрасно се чувствуваме, се разбира. Заслужни сте се разбира, пошто сте вие најмладите во Драмски во Ајде, моментот. док се ти најмладите. кажи за ова. Аха, Почнеш сега, важна да, слика. сега фрле. Поведете. Доксевски, ти како разбира, поискусен, ќе престаш. како млад актер во години повели. Па добро, се чувствуваме супер, мислам
секоја награда годи. Годи, да. Каде годи? Годи в срце. Годи в срце, така. Чекај ки го годи. Кај ќе го годи? Дечки, не мрдајте микрофон, ќе испадне. Дечки, ќе испадне, не мрдајте Дайте микрофон, ми слушалица, пише од дайте режија. слушалица. Би сакал да ве прашам, дали бевте вие на приемот кај председателот? Јас од правдени причини не можев да присуствувам. И јас се разбирам. Така, добро. Значи, ви честитаме на наградата, дечки, на признанието. Атанас би сакал еден ден и ние да бидеме дел од тоа. Ма до 70 Полека, години полека, ние да, имаме. имаме. Да, вие го Имаме. прославите 70 годишнината на Да, драмския да. прославите, да. Па за Голем тоа мислам јубилеј. и дека се праше Така е, представата. Буре барут, да. Во чест. Тоа вечерва ќе се игра и Да. слушате. Затоа ние Инаку танго бев дадовме прекинат едно. утре сабајле, дами и господа, во репертоарот на Драмскиот театар е представата Снежана и седумте џуџиња во режија на Димче Николовски Димсата. Тоа е Представата- сабајле? Да, сабајле од од колку 12 час? и пол. Од 12 и пол, значи не е сабајле, на пладне од 12 и пол. Одете, однесете ги вашите најмали и најмили да ја погледнат представата Снежана и седумте џуџиња и уживајте. Играте вие? Само не Знам играме дека е танго, се ме чува. знам дека е за неверување, ја принцот го играм. Док се го Па, игра добро. пред- Па види. Кој ќе ги А тоа е размислам? некој чуден концепт на Концепт, Снежана. да. Не, А, кој ќе го добро. размислам. Димсата имаше таков. Нели, ај добро. Кажи, размисли. Не, размисли, Не, размисли. зашто кажи си што? Ансамблот на драмски кој ќе го замислам, док се Фала ти. дефинитивно за принцот. Фала ти. А ти, Јацо, што играш? Волкот. Вештицата, вештицата. Ти го играш ловецот, така беше? Ловец, огледало, наратор. Огледало и како да си игра Мома огледало? за се. Одлично. Одлично. Одлично се гледаш сам себе. Па да, гледаш, иначе ние глумците го имаме тоа проклетство, да не можеме да се видиме самите себе си за театар зборам. Ама и Тие Ацо што снимаат може. филмови како Ацо Док може. Можам. се гледаат почесто. Да, ти можеш да Ќе ме се... заречете, значи ќе ме зарече жаре. Не те зарекувам, жими ќе све ме да взе чукнам во 100 филма, дрво. 100 филма. Да Ајде ужива. биде таму. Не, Јас да снимам ќе те пола попјукаме. од тебе док Ќе се до снимаш 33. нормално. Дај Боже сите да снимаме многу. Значи, тоа се Медена ноќ, Карма, Шекспирова, до Балчак, враќање, Параболик, Балканот не е мртов, трето полувреме, Upside Down, The Border Post и така натаму и луѓе А, без не ги земја. чите тие се за над 18 неколку филмови. А да, ти, Да, да, тие се- тоа The тие Border Post Посебна и Upside продукција Down, каде да. што го плаќаат со Ге- огромни Да, си. тоа А е- како тоа е беше друго. снимањето Беше на на Game of Game of Bones? Дали се забавуваше и дали беше добро? Беше, да, напорно, ама беше забавно. На крај и си исплатеше многу. Се исплатеше. Да. Така. Ацо, ти имаш играно во ова не е американски филм, имаш играно во Еј, пак зазвучив како нашиот, да го поздравиме Драган Б.С. Костиче. Значи, имаш играно во филмот Глук или Блист, што значи лепило. Филмот е германски. Лук како среќа оствари, ти ако ме пачеш за тој филм. А ту Глук како среќа, аха добро, зависи од речникот. Значи, директор имам е играно- Дорис Дори, Да. в писател е Дорис Дори, Фердинанд фон Шрих. Да, тоа беше како студенти снимавме тука, снимавме само некоја сцена што се снимаше тука во Скопје, војници некои така и толку. Ништо друго не знаеме за филмот, не знаеме ни кога излезе, ни каде, ни што, ни толку беше. Така, инаку Да. исто како... Дали се исплатеше што вика? Како сите мои филмови, не знам кој се, не знам кај сум ги Да. снимал, не знам ништо. Ја не знам, кај сум ти не знаеш, Имаме кој еден си... таков, Да. не е запишан таму на ИМДБ, така, војници се појавивме, истрчавме, Да. флуминати ни сполепија, После тоа ме убиства. стави една соба, имаше То. гола глумица, не знаеме што иначе- да правиме, иначе ни рекла. газа, а Паднија, иначе- А ја не се беше на Лук Бесон. На Лук Бесон? Да. Люк Бесон. Лук Бесон. Лик Бесан. Лук Бесон. Ни А спотепа горе иначе, во чаршија и толку. здраво, иначе на ИМДБ како кај Јацо, така и кај мене исто има само фолдерче тврдокорни и надолу све имаме снимено, јас и Јацо, тие сме Тврдокорни? тие. Сите сме војводите, така е. Да, Ти си живееме, војвода. да сме вечни. Дечки, како и секое добро дружење, и ова приближува кон крајот на ова петочно попладне. Не конзумираме ништо, само шмркаме со носот. Да, инаку како по обичај ние го разведривме времето со нашата емисија, денеска имавме двајца. Да, нешто тука имаме коментари, ситни коментари. Да не заборавиме, нашата емисија се надеваме дека ќе ја видите на YouTube после 1 сат, затоа што поздрав до режија претходната ја нема. И ќе биде ставена валјда денес. Собоција нема. Собоција нема Со со Кибо. раперот Кибо. Се надевам тоа не е ништо лично за Кибо. Дечки, дали сакате да кажете нешто? Нешто. Уште нешто? Па нешто. Не можам за док се јас под док Не, се. фала за стварно за поканата. Кратка ви емисија, дечки. Кратка Па емисијата, кратка следен се пат на реклама ние. еден апгрейд. Да. Фала ви уште еднаш.
се гледаме у некоја наредна. Добро, направивме реклами, добро. Да, добро, да. Имаше реклами. Значи уште еднаш да резимираме вечерва представата Буре Барут во Драмскиот театар, Сабајле во Драмскиот театар е представата Утре Стежан и Сабајле. силните џуџини, утре Сабајле, да. Вечерва во Утре театарот Сабајле. комедија представата Име. Дечки, ви благодарам што бевте гости и дел од нашата емисија. Поздравки Јас за си- сите повозрасни мајки. Така е, и поздрав за сите млади актери во години. Ајде па за Категоријата, да, 30 док се- години и орден да добиете за емисија. Ајде, да сме живи и здрави. Јас знам дека не дозволува да се слуша македонска музика, но вие бидете упорни, слушајте и борете се. Дами и господа, ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници водители на емисијата Шарко Димовски и Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 28.10.2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. За контраиндикации на лекот обратете се кај вашиот родител или старател и уживајте и сакајте се. Чао! Браво. Чао. Па и дикција што има. Комичен мегахерц.